Во Арачиново тензично. Жителите очи во очи се гледаа со маскираните специјалци. Në faqen e internetit janë publikuar pamje vërtet tronditëse. Ceasefire in Macedonia has been shattered as government troops hit back at ethnic Albanian rebels. There has been more shelling in the hills above Tetovo, and in a skirmish captured by news cameras, 2 men were shot dead by security forces. Ги осудуваме насилствата и мислиме дека само политичките методи ги водат албанците кон решавање на нивните проблеми. We're increasing the military presence of KFOR in the border. Република Македонија се содружува со сили добро организирани, обучени и опремени надвор од нашата држава. И сите повторно треба да се вратиме да живееме заедно со нашите пријатели. Било кој да бил, дали албанец, турчин, влак, србин или македонец. Во наредниот период треба да се победи политиката што овозможи до војна во Македонија да дојде. Дваесет години по конфликтот во 2001 година, медиумите во Република Северна Македонија значително напредуваа во избалансираноста и професионализмот кога известувањето за меѓуетнички теми во прашање, но искуствата од тој конфликт се важни и за денешното промислување на медиумската сцена во државата и за начинот на кој преку работата на новинарите се унапредува животот во богатата општествена мултикултурна заедница во Македонија, со сите нејзини етнички, јазични и религиски разлики. Македонскиот медиумски систем во теориска смисла спаѓа во нешто што се нарекува јужноевропски медитерански модел, во кој што медиумската сцена многу зависи од историјатот и традициите во државата и од начинот на кој што се развиени самите медиуми. Тоа подразбира секогаш многу поблиски врски со државата, со политичките фактори, со синдикатите или со работничките движења во тие земји. Тој модел се протега од Португалија и Шпанија преку Јужна Франција и Италија, се негде дотаму до Кипар, Грција и се разбира целиот Балкан. Kam pasur dy përvoja të ndryshme gjatë konfliktit të vitit 2001. Përvoja e parë ka qenë ajo e të punësuarit, gazetar dhe redaktor i lajmeve në kuadër të shërbimit radiodifuziv publik, Radio Televizioni Macedonas, programin e gjuhën Shqipe, dhe përvoja tjetër ka qenë ajo e korespondentit të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe. Kanë qenë përvoja të ndryshme dhe nga ato periudha më kujtohen raportimet nga vatrat e luftës, si që kanë qenë në Kumanov, në rajonin e Tetovës, Araqinës, në Radush dhe në disa rajone tjera, kur fatkeqësisht e them tani që kemi pasur qasje të ndryshme, qasje divergjente me kolegët Macedonas të programit të parë, apo programit në gjuhën Macedonase, me që konflikti ishte etnik, ne de facto ishim gazetar dhe ndoshta në një farë mënyre duke qenë në shërbimin radiodifuziv publik, ishim të kapluar apo në një farë mënyre të frymëzuar edhe nga atmosfera e përgjithshme e konfliktit. Në përgjithësi mund të them që gjatë periudhës luftës së vitit 2001 ka pasur dy të vërteta, e vërteta shqiptare dhe e vërteta Македонас. Имаше колеги кои, особено тие што доаѓаја, значи збориме за македонскиве медиуми, ќе дојде, ќе направи приказна за тоа што се случило во текот на ноќта и вчерашниот ден, ќе направи еден калабалак така, со една по-голема доза на патриотизам и ти прави белја. Локалните, ако изземеме еден од колегите, локалните дописници беа многу по-реални, беа многу по-смирувачки, беа, ја би рекол, на ниво на задачата. Албанските медиуми, грото им беа поставени предавателите на Тетовско кале. И они сега, според мене, нив ќе им беше многу потешко.
Меѓутоа ги спаси тоа што не емитува ја програма. И не може, ако се неутрални се против своите, а ако се за своите се против другите, и тоа ќе беше еден голем калабалак, така да мислам дека тоа на некој начин ја спаси ситуацијата. Имаше храбри новинари, јас така ги викам. Имаше од некои, да речеме, странски новинарски куќи, кои без малку ни диша уврат. Значи, без малку. Меѓутоа, тоа е прашање повторно на новинарот, тоа прашање на новинарската етика, колку вистина и колку реално ќе известуваат за работите кои што ги согледале. Многу пати од страна на некои мои колеги, на некој начин самите се покажува пред новинарите за да ги слика. Мислам, да ги фотографираат, пардон. И тие фотографии излегува, јас ги гледав некаде, а тоа бе луѓе кои без малку дојдат тука на место да се изфотографира и си заминаа после тоа. Останавме ние во прашина и луѓето што војни воја. Така што дискутабилно е во секој случај, тоа ми се чини обострано. Од една страна новинарите со нивната желба да дојдат до ексклузивна вест, да таа вест биде прва да ја гледаат сите, од друга страна луѓе кои сакаат да бидат фотографирани, сакаат да бидат на насловна страна. Марк Томсон, еден од најугледните меѓународни експерти за медиумски прашања, поранешен генерален директор на BBC и главен извршен директор на британскиот Канал 4, а денеска председател и извршен директор на компанијата New York Times, во врска со конфликтот во 2001 година вели дека политичките разлики во рамките на малцинската заедница покажуваат тенденција на исчезнување, под предпоставка за постоење консензус за националните прашања. Слично на тоа, известувањето на медиумите на македонски јазик во врска со албанските прашања покажува тенденција на рефлектирање на национален консензус, кој зависи од стереотипите и генерализирањето. Оваа ситуација секако не е ограничена на медиумите. Напротив, мнозинството етнички македонци и малцинството македонски албанци постојат како паралелни заедници, што се среќаваат единствено на политички самити. Ова е социјален факт кој што наоѓа одраз во медиумите. Во реалноста, нема интегрирана македонска публика за македонските медиуми. Pak edhe nuk ishim të përgatitur natyrisht për konflikt. Asnjë shoqëri nuk mund të thotë që është e përgatitur për konflikt. Gazetarët ishin edhe më pak të përgatitur për konfliktin, sepse në një farë mënyrë ndoshta pse ishte periudha e një qeverisje të re, të gjatë të VMRO-DPMN-s me Partinë Demokratike Shqiptare, ndjehej një relaksim ndërretnik. Megjithatë, ja që lufta filloi dhe gazetarët pra në vend që t'i përkushtoheshin profesionit dhe t'i respektonin standardet profesionale dhe normat etike dhe të vinin në plan të dytë përkatësinë e tyre etnike, përkatësinë e tyre fetare ose përkatësinë e tyre edhe politike, ata më tepër pranuan që t'jenë në një farë mënyre më shumë t'jenë, si të them, luftetar apo njerëz të cilët nuk luftojnë për kauza profesionale, por për kauza etnike. Со тоа, посредно се согласува и истражувачката и авторка Сандра Исмановски, која во својата книга посветена на кризата во 2001 година вели: конфликтот во Македонија беше и се уште е предмет на бројни статии, анализи, написи, дебати, па и на секојдневни разговори. Ако го поставиме прашањето, што ни се случи во 2001, ќе видиме дека како одговори во оптек имаме цела редица на терминолошки поими, кои по својата содржина и суштина целосно се спротивставени еден на друг. Агресија од Косово и тероризам, внатрешен бунт помогнат однадвор, вооружена борба за остварување криминални цели, борба за територија и за остварување големоалбански идеали, фингирана војна, борба за човекови права, па дури и револуција.
Се чини дека единствен консензус до кој би можело да се дојде е дека интерпретацијата на настаните од тој период знае да биде сосема различна во зависност од националноста. А тоа пак представува опасност да доведе до така наречениот синдром Белфаст, непријателството да живее во секоја наредна генерација силно и грдо. Обштествената, политичката и медиумската реалност за која што говорат Томсон, Тахири и Исмановски се одразува и во разликите во директните искуства за известувањата на медиумите на самите учесници во конфликтот. Para 20 viteve, Agima ki kish një 18 vjeçar i ri që shikon të jetën përpara, ku ndodhi një luftë apo konflikti armatosur në Maqedoni që gjithve na preku emocionalisht. Roli mediave në atë kohë, tani gjithë injekshi mediat, nuk ishte real dhe nuk ishte i drejtë. Për arsye se disa media informonin atë që ndodhen, disa media tjera shtremonin të vërtetën. Mirë po ne që ishim në vatrat e luftës dhe që shikonim gjërat vetë me sy tonë, e shikonim se mediat nuk ishin konstruktive dhe nuk informonin drejt për ndodhit që ndodhshin. Од дона тоа што можам да го следам од таа и до оваа перспектива, генерално сметам дека медиите беа коректни и во известувањата од моја, димензија и значи не ширија омраза, не ширија да кажеме одредени ситуации кои значи да се зголеми таа тензија. Мислам дека генерално и електронските печатените медиуми еден дел беа насочени кон тоа баш тукму противно да нас се најде решение да заврши оваа криза што поскоро. Можеби во некои медиуми имаше одредени непрецизни и неточни информации што случува на терен. Можеби такви информации добиваа. Значи јас имав такви неколку информации, меѓутоа после се реагира, меѓутоа за мене беше значајно што да кажеме медиумите мислам дека одигра важна улога во повеќе во процесот на помирување, како се најде решение во тие некои написи и сметам дека не ширија омраза, тоа е многу битна работа и мислам дека одигра позитивна улога. Една студија на случај од 2001 година, предводена од комуникологот доктор Климе Бабунски, во рамките на мониторирањето на медиумското известување за време на конфликтот, констатира дека за ладнокрвните аналитичари беше само прашање на време пред професионалните и етичките стандарди да заземат второ место во однос на експлозијата на етничката лојалност и дека во такви случаи да се биде со својот народ и за својот народ станува примарен професионален принцип. Во понатамошната елаборација, Бабунски се осврнува на два случаи со кои ги илустрира ваквите заклучоци. Во првиот случај, вооружен инцидент во скопската населба Газибаба на 7 август 2001 година, во кој припадници на МВР убија 5 луѓе за кои се тврдеше дека припаѓале на ОНА. Во медиумските известувања на македонски јазик, жртвите се портретираат како терористи кои биле убиени во престрелка, односно кога полицијата ја проверила зградата, терористите отвориле оган и полициските сили одговориле на тоа. За разлика од медиумите на албански јазик, кои за инцидентот известуваа како за ликвидирање на невини албански жители и бегло споменаа за конфискуваното оружје, односно масакр спроведен од македонските специјални полициски сили заслепени од патолошка омраза. Вториот случај, анализиран во овој мониторинг за известувањето на медиумите, е нападот врз македонскиот армиски конвој кај местноста Карпалак на 8 август 2001 година, во кој имаше 10 убиени и 3 ранети војници на АРМ. Од една страна, медиумите на македонски јазик за инцидентот известуваат како за кукавички напад и масакр од страна на терористите на ОНА, додека во медиумите на албански јазик за инцидентот се известува фактографски, без да се објави ни една слика од местото на нападот. Има прилика да се сретнав со една монографија или беше, не се сеќам како документ каде што ги има точно пишувањата на медиумите од страна на албанците, медиумите тука и странските медиуми. Верувајте, многу малку се поклопуваат. Значи за сите настани. Секој има сопствено гледиште за настанот. И тука е тоа што на некој начин
можеби не можеби да биме објективни во известувањето, но сметам дека да, имаше да речеме новинари кои беа на терен. Јас имав прилика да донесеме медиуми од Куманово во Матејче, дојдоа внатре, дојдоа новинари во Сред Матејче, беше една ваша колешка новинарка, уште неколку новинари, тогашниот министар ги донесе, но во принцип беа присутни таму, дојдоа баш на местото каде што се случува работите. И сметам дека не би можел некој присутен на место да каже или да на некој начин напише нешто спротивно тоа што било таму. Po normal, dalimi është shumë i thellë dhe shumë i madh për arsye se një medium të quante çlirimtar kurse mediumi tjetër të quante terrorist. Edhe e drejta nuk ishte ajo se ajo luftë dhe ajo kriengritje nuk u bë për çështje terroriste, po u bë për të fituar të drejtat e tona si popull që jetojmë në të vend që nuk mund t'i merrnim në mënyrë tjetër. Për shembull, në anketa, kolegët Maqedonas kanë pasur dominim të, mund të them për shembull në Tetov të qytetarëve etnik Maqedonas, të cilët deklaronin se ushtria, policia maqedonase duhet të jetë më e ashpër, më drejt për drejt, më sulmuese ndaj grupeve të cilat, siç thash, ishin të organizuar në ushtrinë çlirimtare kombëtare, dhe në anën tjetër, gazetarët shqiptar apo mund të them në përgjithësi mediat shqiptare shumë pak e kishin zërin institucional, zërin shtetëror dhe më tepër I jepnin hapësirë zërave të qytetarëve shqiptar, të pakënaqësive ndaj institucioneve të vendit dhe në përgjithësi të zërave politik, por edhe të ushtrisë çlirimtare kombëtare. Во таквиот модел, влијанието на политиката врз уредувачките политики во медиумите е позначајна, а во ситуација на поделени општества, како што е македонското, во смисла на двојазичност и различни медиумски сцени на кои што се обраќаат медиумите, поделбата во таа смисла е уште поголема. Во ситуација на криза, каква што беше она од 2001 година, медиумите де факто се обраќаат на две различни публики, на своите етнички публики, има тешкоти да дојдат до изворите на информација. Од другата страна, често пати се форсира вистините кои што ги кажуваше една од завојуваните страни. Сепак, опште заклучокот и на експертите дека медиумите не придонесоа за разгорување на кризата во драматична смисла и дека конечно беа дел од решението, а не од проблемот, бидејќи помогнаа кризата да дојде до политичка разрешница. 20 години по конфликтот, свеста за потребата од унапредување на меѓуетничките односи во државата е на повисоко демократско и политичко рамниште, што е без друго заслуга и на подигнатото професионално ниво и поизбалансираното информирање за овие чувствителни општествени теми на овдешното новинарство. Јас колку што гледам не е ништо сменет. Политиката се движи, луѓето се секојдневно се движат по улици, а се користи тој период за некој политички подкусурување и така натаму, но во принцип нема добитник. Можеби добитници се луѓето кои влегува во политика и кои стварија личен бенефит за целата таа работа. Луѓето кои се бореа, кои беа на улица, кои беа по планини, ништо не добија. Добија само болести, добија повреди, добија трауми кои ги носат цел живот, некои нив и погина. Нема победници. Tani mediat janë më të hapura, kanë informacionin më të drejtë, më të qasur. Besoj se edhe bota elektronike ka bora që të informohemi në kohë, të jemi të informuar në qast, edhe nëse një medium jep një lajm të rrejshëm, më njerë të kuptohet dhe të zbulohet, kështu që shumica e mediumeve për post disave të themi thojza, kanë informim të drejtë qytetarëve. Лично сметам и сум 100% убеден дека таа криза, или да кажем, состојбе кој беше, не требаше опште да случи. Ја не знам зошто се случила таа ситуација, бидејќи и македонците имале проблеми, да кажеме, во системот, сите граѓани општествените проблеми ги имале, дали било од различни аспекти, меѓутоа сум убеден дека сите тие процеси демократски требаше да отварат решавање на многу прашања, да кажеме, во општеството. Меѓутоа, среќен сум што сепак на крај војната заврши,
таа оцека може да дадам, да кажем, повторно не со многу жртви. Ја имам голем број пријатели на албанци, јас албанскиот народ не го гледам, да кажеме, како непријател на македонците, ние имаме соживот. Tani, për mendimin tim personal, shumë gjëra kanë ndryshuar dhe shumë gjëra kanë ecë për të mirën e shtetit tonë ku jetojmë dhe ku veprojmë. Ne gjithandej jetojmë bashkë dhe kemi miq të gjithë etniteteve. Çdo respekt nuk urrejmë askënd, po me të gjithë duam kemi miq dhe shok ndryshime për të mirë ka është filluar të pranohen edhe etnitetet tjera. Јас се откажав од новинарство само заради тоа. Затоа што знам, тоа беше новинарство од срце, новинарство кај што овој што известува е многу свесен како ќе заврши некоја судбина нечива од тоа он што го кажал, и тоа беше нешто сосема друго од тоа што сега се случува. Не, да бидам искрен, јас од себе тргнувам. Јас имам навистина искрени пријатели од албанците со кои се знам 30 и повеќе години. И ние се уште живееме, се уште се честитаме празници, се уште се посетуваме. Она што мене и лично ме загрижува младата популација и тие што воопшто не биле ни родени 2001. Затоа што кога гледате вие социјалните медиуми, ако гледате фудбалски надпревари, ќе видите голема доза на нетрпеливост и на врегање, на вулгарности, поврзани со тој период или генерално со македонци, албанци и така натаму. Возрастните луѓето кои беа таму и кои знаеа што значи војна, независно дали беа од оваа страна или од другата страна, тие дома оставија фамилија, некој од нив им погина и така натаму, тие нема да излезат на улица и да на некој начин манифестираат нетрпеливост. Тие сакаат мир само. Mosdurim midis popujve të ndryshëm në shoqëri të këtilla shumë kulturore, shumë etnike, natyrisht se do të ketë gjithmonë. Nuk mund të themi pra që do të ketë neutralizim të mosdurimit dhe intolerancës midis maqedonasve dhe shqiptarëve. Megjithatë, unë mund të them që ka një lëvizje e cila bëhet në drejtim të uljes së tensioneve dhe mosdurimit, por ajo që mendoj se i mungon këtij komunikimi ndërkulturor, këtyre marrëdhënieve ndërkulturore dhe ndëretnike është qasje e sinqert politike. Ne nuk kemi qasje sinqert politike nga palët e përfshira në krijimin e këtyre raporteve, pra në këtë proces të ndërtimit të një shoqërie, ta quaj tre shoqëri e cila do t'i lënë pas në vitin 2001 apo edhe më herët mosdurimet, dhe palët vazhdojnë, pra palët politike vazhdojnë të kalkulojnë me efektin elektoral dhe natyrisht që ju e dini që narrativi etnik apo narrativi etnonacionalist fatkeqësisht vazhdon të mbizotroj diskursin. Сметам дека тоа прашање треба да се затвори. Значи треба да одиме напред, треба да се развиваме, треба да оставиме, да кажеме, науката да ги испита сите ситуации, сите причини, сите состојби кои биле. Меѓутоа треба да гледаме напред, треба да најдеме решение како нашата земја согласно најдобрите европски и светски практики, каде што има, да кажеме, живеат од различни националности, како се позиционирани, како функционираат тие механизми, сето за доброто на новите генерации, да оставиме дека ние сме биле доволно созряни да градиме општество мирно, просперитетно и општество кое може да одговори на сите современи барања со наука, со образование, со култура, со знаење. Општа е оценката дека генерално медиумите не беа главниот генератор на развојот на кризата, а одиграа значајна улога во низиното конечно смирување и конструктивната политичка завршница преточена во постигнувањето на Охридскиот договор. Се чини дека професионалните лекции научени за време на конфликтот во 2001 година придонесоа медиумите во Македонија да ги унапредат своите уредувачки политики и новинарските стандарди за подобро информативно справување со предизвиците на интеркултурното комуницирање на различните етнички заедници во државата.